Има еден стих од поетот Гане Тодоровски. Колку сме, толку сме, токму сме. Дали можем да му додавам и статистичка смисла, ако разговарам со директорот на статистика, доктор Дејан Станков. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Господин Станков, во Трилинг сте во време на голем сериозен воен конфликт, економско, финансиски импликации на регионот, но и тука во Македонија. Пописот регистрира околу 2.100.000 од резидентното 1,836.000 ново е последниот податок. Од каде оваа бројка? Колку се овие бројки во овој момент релевантни? Добро, Државниот завод за статистика редовно прави процени на населението врз основа на податоците од последниот попис и редовните ажурирања кои што се прават врз основа на виталните статистики и статистиките за миграции. Па така согласно последната состојба од 1 јануари 2025 година, бројот на население е 1.822.612.000 лица, при што морам да нагласам дека во овој период помеѓу двата пописа на население сме изгубили околу 9,2% од населението. Природниот прираст во тој период од 20 на години е позитивен и доколку додадеме тој природен прираст, нашата загуба на население како резултат на сите оние случувања кои што се случуваат во изминативе 30 на години е околу 230.000 лица. Така што Државниот завод за статистика, како што спомнав, редовно ги прави проценките на населението. Во моментот во рамки на проектот за воспоставување на статистички регистар на население работиме на нова метода за процена на населението врз основа на така наречените знаци на живот, врз основа на административните извори, затоа што нашата цел е како статистика да во иднина воспоставиме статистички систем базиран на регистри, вклучително и кај статистиките на населението. Така што од аспект на статистика, точната статистичка бројка согласно и последниот попис, согласно и последните проценки е околу 1.800.000 жители. Во 1950 година, кога Македонија имала 1,2 милиони жители, се раѓале годишно 50.000 деца, денеска со 1,8 милиони. Лани се родиле едве 16.000 или 3,5 пати помалку. На што се должи овој демографски колапс? Точно така. И со бројот на население согласно последните податоци од 1.800.000 жители, ние се враќаме де факто во 70-те години на минатиот век, кога Македонија имало сличен број на население. За жал, стапката на наталитет опаѓа низ годините, да од околу 17% во 91 година, сега веќе е сведена на 8,8%. Во меѓувреме и наталитетот, морталитетот се извинувам, се зголемува, изнесува 11,1% како стапка, така што како резултат на овој дисбаланс, значи на оваа разлика помеѓу родени и умрени лица, ние од 2019 година имаме негативен природен прираст и официјално можам да кажам дека на некој начин државата од 2019 година е влезена во демографска криза, затоа што прв пат се јавува овој негативен природен прираст од околу 9500 лица во 2019 година. Јас би рекол дека ова е резултат. Во 2000 има една мрачна прогноза, а тоа е дека до 2070 година во државата ќе живеат само околу половина милион резидентно население. Не, мислам дека околу 1.200.000 согласно различните сценарија кои што се направени при подготовката на проекциите на населението. Меѓутоа има три сценарија, зависно од стапките на фертилитет, на миграција и така натаму. Меѓутоа, да, точно така, загрижувачки е тој тренд и затоа сметам дека е многу соодветно што навремено на некој начин сега владата ја подигнува оваа тема како приоритетна и многу често се зборува за демографската криза која што де факто на нас не се случува неколку години, а кулминираше во 2019 година, а резултат на сите оние процеси од 91 година наваму, од процес на транзиција и се она што се случуваше во државата и истовремено резултат на она иселување на населението кое што се случуваше во изминативе 30 години. Согласно проекциите на населението, бројките се тие, нема простор за оптимизам, тоа секако влијае и на
нема простор за оптимизам во однос на Сметате ли дека до 2070 година Македонија ќе падне под 1 милион? Не би рекол дека ќе падне под 1 милион жители, тоа не го зборат ниту проекциите на населението. Меѓутоа, како што спомнав, веќе сме влезени во демографска криза. Ова е еден од најсериозните проблеми долгорочни за државата. Секако има повеќе кратни влијанија. Едно од влијанијата е во областа на економијата. Односно, ние знаеме дека брутно домашниот производ на некој начин се создава како резултат на трудот и на капиталот, па во изминатиот период ние имаме депрeciјација на трудот, која што депрeciјација ја надминува апрeciјацијата на капиталот, а тоа влија и на потенцијалот на нашата економија, односно на потенцијалниот бруто домашен производ, кој што согласно меѓународните организации исто така имаме одредени сценарија каде што тој потенцијал во иднина до 2040-50 година се намалува. Така што ефектите се повеќекратни и ценам дека е добро што ние се почесто зборуваме за демографијата како тема и треба што повеќе мерки да се креираат за да се зголеми наталитетот, односно тоа треба да биде број еден приоритет за државата, затоа што без луѓе де факто нема ниту држава. Како да велите да се работи на зголемување на наталитетот? Какви во вакви околности економско-социјални, кога луѓето се жалат дека една просечна плата не им е доволна за да преживеат и кога најголем дел од оваа млада генерација перспективата ја бараат надвор од Македонија, да очекуваме раст на наталитетот? Точно така, тоа го покажуваат и податоците. Стапката на активност кон младото население од 15 до 29 години е пониска од вкупната стапка на активност. Истовремено докога анализираме вкупната стапка на активност на населението во рамки на пазарот на труд е пониска од пред десетина години, така што кои мерки треба да се креираат, мислам дека е прашање за креаторите на политиките и за истражувачката заедница. Ние како Државен завод за статистика сме овде да обезбедиме релевантни и кредибилни статистички податоци врз основа на што ќе може да се креираат соодветни мерки и политики. И тоа статистичките податоци докога ги анализираме, индикаторите даваат основа каде треба да се насочиме како држава. Каде треба да се насочиме? Секако дека потребно да се креираат таргетирани мерки во рамки на фискалните можности. Па еве доколку анализираме стапката на сиромаштија кај повеќедетните семејства, ќе забележиме дека таа е исклучително висока. Исто така стапката на сиромаштија кај самохраните родители е исклучително висока, така што еве овие два индикатора исто така можеме да ги земеме во предвид при креирањето на ините мерки и политики. Секако она што се направија последните мерки во однос на инвитро оплодувањата и така натаму се позитивни и треба да се продолжи во таа насока, да ние го големуваме наталитетот и современо да работиме со нашите кои што се веќе во странство и можностите да се вратат, да се подобри состојбата во општеството, што чинам дека се прави, да се уреди системот со цел да што повеќе луѓе се вратат во државата и добро што тоа е приоритет на оваа влада. Доктор Дејан Станков, директор на Државниот завод за статистика, своевремено во еден период работил и во Народната банка на Македонија. Господин Станков, демографската слика е мрачна. Дали ние ќе бидеме трамболина за емигранти кон запад? Па добро, тоа е процес кој што се случува во изминативе 30 години, би рекол и подолго од 30 години, затоа што ние сме и традиционално на некој начин печалбарска нација, тоа го покажуваат и бројките. Не случајно спомнав бројот на население кој што сме го изгубили помеѓу двата пописа од 2002 до 2021 година, како што спомнав, тоа се 230.000 лица кои што ја напуштиле државата, така што евидентно е дека постојат повеќе можности сега за младите луѓе на пазарот на труд, на меѓународниот пазар на труд, постојат повеќе можности да работат како фриленсери, границите се отворени. Европа, да не забораваме, се соочува со старење на населението, со ниска стапка на фертилитет, дури пониска и од нашата држава како просек, така што сето ова има реперкусии и кај нас. Колку е реална пресметката за бруто општественото производство пер капита во овој момент? Бруто општествениот производ пер капита се пресметува како сооднос помеѓу номиналниот бруто домашен производ и населението во државата и сега во 2025 година согласно последните податоци очекуваме да достигне околу 9.000 евра, што е навистина значителен раст. Минатата година беше околу 8.500 евра, така што Државниот завод за статистика редовно го произведува бруто домашниот производ врз основа на три
три методи, така наречен производствен метод, односно како средствата се употребуваат во процесот на производство, трошочен метод, односно расходен метод, како овие средства се трошат, и секако доходовниот метод, односно како овие средства се дистрибуираат помеѓу трудот, капиталот и државата. Овој индикатор е основен економски индикатор кој што Државниот завод за статистика го пресметува и го доставува до сите меѓународни организации. Знаете, ние сме членка на ECDS плюс стандардот на Меѓународниот монетарен фонд. Тоа е највисок статистички стандард, каде што исто така податоците се реобјавуваат од страна на Меѓународниот монетарен фонд. Редовно ги трансмитираме податоците до Евростат и да напоменам дека сите овие процеси на пресметка на бруто домашниот производ и на другите статистики се воспоставени заедно со експерти од Европската унија, со подршка од Евростат, така што продолжуваме со напредување на нашето работење. Во месец септември очекуваме да спроведеме така наречена бенчмарк или голема ревизија, каде што ќе ги вкалкулираме сите оние предвидени методолошки унапредувања, предвидени согласно меѓународните стандарди, така што сметам дека бруто домашниот производ е основен економски индикатор, каде што ние како Завод за статистика се обидуваме да ја оцениме состојбата во економијата со еден индикатор конкретно, односно животниот стандард како бруто домашен производ по глава на жител. Инаку постојат и други индикатори за животот. Господин Станков, кога статистика би имала првични информации, резултати околу проценките за растот на инфлацијата? Во однос на проценките, други институции се задолжени, како што е Народната банка. Ние редовно го објавуваме соопштението како реални податоци, со прибирање на податоци од терен. Тоа ќе се случи на 7 април, кога ќе објавиме мартовската инфлација. Ние работиме согласно календар за објавување на податоците и навремено ги известуваме нашите корисници за датумот на објавување на податоците. Инаку инфлацијата во државата се следи преку индексот на трошоци на живот, каде што Државниот завод за статистика на редовна основа следи околу 17.000 цени на месечно ниво, каде што сниматели одат на терен и ги снимаат цените, користиме други методи, како што е интернет. Моментално работиме и на можностите за користење на податоците преку веб скрапинг, се согласно последните законски измени и обврската на маркетите да ги објавуваат јавно нивните цени во 10 часот, меѓутоа мораме да го испитаме претходно квалитетот на податоците. Се работи за податоци со висок квалитет, ние истовремено со извештаите за квалитет и ја известуваме јавноста точно во кој период се снимаат цените, па така например свежиот зеленчук и овошето се снима во првата и третата недела од месецот, прехранбените производи во втората недела од месецот, услугите 15, односно на 15, односно 14, 15 и 16 од месецот. И овде да напоменам дека покрај индексот на трошоци на живот, Државниот завод за статистика го пресметува и го доставува до Евростат и хармонизираниот индекс на трошоци на живот, кој што се објавува од страна на Евростат, кој што хармонизиран индекс во рамки на монетарната политика е таргет на Европската централна банка и овде имаме една целосна споредливост на податоците на европско ниво. Ако направите компарација со последните резултати од минатиот месец и овие денеска, сметате ли дека се движиме кон ценовен шок? Па мислам дека ова е премногу строга квалификација. Потребно е да ги почекаме податоците, затоа што ние сега ги обработуваме и навистина во моментов не би можел да дадам конкретни информации колку би изнесувала инфлацијата која што ќе објавиме на 7 април, а која што се однесува за месец март, да ги сочекаме информациите. Евидентно е дека се соочуваме не само како држава, туку Европа и целиот свет се соочува со инфлаторни притисоци како резултат на конфликтот на Блискиот Исток, нарушените синџери на снабдување и повисоката цена на нафтата на светските берзи. Пазарите се збунети, нервозни, реагираат на дневна основа, цената на светските берзи се менува на дневна основа зависно од информациите кои што се достапни на пазарите. Така што ценам дека е добро што ние оваа криза, која што е евидентно дека влегуваме во криза, ја дочекуваме со една пониска стапка на инфлација февруарска од 2,9%.
И истовремено, навремено ги смиривме на некој начин инфлаторните очекувања со тоа што го намаливме ДДВ-то од 18 на 10%. Дали ова што последно го зборувате, всушност, меѓу другото сакате, иде и во насока дека не може да се остварат првичните проекции за економски раст од 2,5-3%. Не, проекциите мислам дека зависно на која институција беа повисоки, над 3,8%. Каков економски раст вие проценувате дека можем во вакви околности? Јас пак би се навртел дека и за проекцијата на економскиот раст имаме други институции задолжени, како што е Народната банка, Министерство за финансии, истовремено и меѓународните организации прават проекции на економскиот раст, како што е Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка. Евидентно е дека при првичните проекции сите институции не го земеле во предвид конфликтот на Блискиот Исток, па така и при проекциите на инфлацијата и при проекциите на бруто домашниот производ сега е потребно да се вметнат и овие неизвестности на глобалните пазари како резултат на овој конфликт. Меѓутоа, јас сметам дека последните индикатори и солидната стапка на раст од 3,5% во минатата година е добра основа и за оваа година, затоа што ние веќе имаме испланирано проекти во тек, изградба на автопатишта, голем број на инфраструктурни проекти, кои што на некој начин имаат мултипликативен фактор и влијаат позитивно во растот на бруто домашниот производ. Македонија важи за релативно сиромашна држава. Откаде таков вишок на изградба на згради и продажба на станови? Видете, јас овде можам да кажам дека согласно последните податоци од пописот на население, евидентно дека во Скопје има доста празни станови, меѓутоа кои се причините е потребно длабока анализа за оваа состојба на пазарот на недвижности, меѓутоа постојат повеќе причини. Фактот дека сме во една глобална неизвестност и населението и компаниите сакат да ги вложат своите средства во стабилни и сигурни инвестиции, а во услови кога кај нас нема развиен пазар на пари и на капитал, поголем дел од населението вложувањето во недвижности го смета за сигурна инвестиција. Така што сметам дека овој дисбаланс кој што е создаден во рамки на нашата развиеност како пазар на пари и капитал и пазарот на недвижности придонесува да имаме раст на овој сектор на недвижности. Како држава ќе се развиваме, ќе ги развиваме нашите пазари на пари и на капитал, така ценам дека и овде притисоците врз пазарот на недвижности ќе се намалуваат. Во градба над 3000 станови во вредност од најмалку 600 милиони евра. Дали државата е една голема банка за легализација на валканиот капитал? Па јас не би можел да дадам одговор на тоа прашање како статистичар. Мислам дека ова прашање е за други инстанции, меѓутоа она што можам да го потврдам е дека анализирајќи ги податоците, градежниот сектор конкретно и во 2025 година и во претходните години дава позитивен придонес во растот на бруто домашниот производ и согласно последните податоци за јануари ние овде имаме раст кај индексот за градежништво од 13%, така што во рамки на градежништвото имаме континуиран раст од повеќе месеци и повеќе квартали, така што од аспект на моменталната економска состојба градежништвото дава позитивен импулс. Благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Доктор Дејан Станков, директор на Државниот завод за статистика. Кратка пауза и продолжуваме со следниот соговорник за ова издание на Тренинг. Како да ги задржиме најдобрите? Ако пред неколку години беше предизвик да се студира правен факултет, сега најчесто младите преферираат да се запишуваат на техничките факултети. Дел од тие млади луѓе остануваат овде, многу ретко во последните години остануваат на универзитетите, што е поразителен факт. Јас сум среќна што сега во новиот закон за високо образование токму инженерскиот прстен е спомнет дека овие млади луѓе треба да се најдат модели, законски модели за да останат на факултетите. Дел од нив заменуваат во странство.